Одлуката на ДИК со само 2 граѓански потписи, секој граѓанин да има право да се кандидира за градоначалник, го подели јавното мислење, кај повеќето предизвикувајќи дури и подсмев. Најчестите коментари на граѓаните се дека постоењето на демократијата е во ред, но не на овој начин, бидејќи градоначалничката функција е и премногу сериозна работа, а со ваквите правила на игра едноставно како да се девалвира, велат тие. Али не независни, зошто независни? Не сум за независни кандидати, овие што сега да се пријавуваат со потписи. Не е во ред. Не е во ред. Не би го прифатил, јас не би го прифатил тоа. Не може тоа да биде, не е издржано тоа со 2 потписи. Тоа е како бездич. Оди се пријавувај да бидиш. Не може тоа. Ако сакаме успех и напредок, мораме да најдеме човек стварно што одговара. Како пример, во општина Прилеп за само 2-3 дена по социјалните мрежи веќе се појавија 2 имиња на можни независни кандидатки за градоначалнички, а колкава ќе биде конечната листа, може само да се претпостави. Не треба луѓе кои веќе биле, кои знаат што му треба на градов, како му треба на градов да се направи, а не од улица викнат некој пак ќе го учиме доправа, ова да биде, она да биде. Не. Проверен човек и да збор да биде, не само да кажува приказки, ти рекол би речи. Имаме ние многу јаки луѓе, доктори науки, магистрали, што може да дојдат да водат ова дрва да цвети. Али шо бре брат, како овие неќе да се пуштат да идат на избори. Во Прилеп засега официјално е потврдена само кандидатурата за предлогот на СДСМ Петра Лукареска, која е и актуелна председателка на Прилепската општинска организација на оваа политичка партија. Таа својата кандидатура ја објави уште на 18 јули, додека од независните својата кандидатура за градоначалничка на личниот профил на ФБ пред 2 дена ја објави дипломираната економистка Павлинче Матеска, вработена во локалната самоуправа во секторот за финансии. А деновиве на социјалните мрежи се појави и трето име на известна локална бизнисменка, како што напишала самата во својата објава. Од владеачката партија пак во Прилеп се уште нема официјално објавено кандидат за градоначалник, иако во јавноста подолго време се вртат имињата на еден поранешен градоначалник и на актуелниот председател на општинскиот комитет на ВМРО ДПМНЕ.